По празничните денови кои се речиси зад нас, сите им се вратија на своите редовни секојдневни ангажмани. Екипите на јавното претпријатие Комуналец од Крива Паланка, кои меѓу другото се задолжени за одржување на јавната чистота, но и јавното зеленило во градот, интензивно работат на уредување на неколку локации во општината. Најактивно се работи на влезот во општината, каде голема јавна површина општинско земјиште на десната страна од влезот на Крива Паланка интензивно се расчистува и разубавува, информираа од јавното комунално претпријатие. Земјиштето на десната страна од влезот е порамнето. Истото е расчистено и дел од него е покриен со ровка хумусна земја и посејана е трева. На истата површина со гранитна коцка пак е формирано името на градот, а во внатрешноста се очекува деновиве да бидат засадени цвеќиња во две бои, што ќе даде особен белег на целината, рече директорот на јавното претпријатие Комуналец Томе Тодоровски. Покрај тоа, како што рече Тодоровски, над оваа површина се работи на поставување тротоар кој досега го немаше, а бидејќи фреквенцијата на луѓе на овој потек е голема, направени се и скали за да не се заобиколува до клучката со патот кој води кон Конопница. Останатиот дел од земјиштето ќе биде зелена површина, хортикултурно уредена со цвеќе и жардинјери, а на големиот билборд ќе биде поставена поздравна порака за добре дојде во општината. Истовремено, вработените од јавното претпријатие на терен ја уредуваат и површината кај клучката на магистралата со главната улица Свети Јоаким Осоговски. На влезот од градот, каде е покрај уредувањето на зеленилото, се работи и на пешачката зона, каде исто така ќе биде направен тротоар, за да можат граѓаните безбедно да се движат во овој реон. Инаку, од Комуналец информираа дека на оваа локација се засадени и уредени повеќе нови видови цвеќе, а по примерот на ова прекрасно уредено катче ќе бидат разубавени и останати локации на територијата на општината.